За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите филипински лумпии. Во тенџере со завриена вода ја ставаме коцката да се вари суп. Го налеваме белото вино. Главицата кромит ја сечкаме на тенки резанки. Тенџерето со супата со вино го тргаме од оган. Пилешките гради ги сечеме на тенки догнавести парчиња. Во дрвен сад за точење ги ставаме зрната коријандер. Го додаваме карито. Потоа ги толчиме со стојките со толчникот. Ѓумбирот го сечкаме на ситни коцки. Го додаваме во садот. Чешнето лук го сечкаме на парчиња. Го додаваме во садот. Повторно толчиме. Додаваме и 3 лажици масло за јадење. Уште еднаш толчиме. Смесата ја ставаме да се запржи на загреано масло во тава на оган. Ги додаваме парчињата пилешки гради. Откако месото ќе се испржи, го додаваме грашокот. Во тавата со запржениот грашок ги додаваме резанките кромит. Посолуваме. Фидето го кршиме на парчиња. Го додаваме во тавата со омекнатиот кромит. Промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Во садот со брашното налеваме од изладената супа со вино за да добиеме смеса погуста отколку за палачинки. Мешаме со жица за матење додека смесата не се соедини. Една црпалка од смесата ставаме во загреаната тава за пржење. Тавата ја ставаме на оган. Откако ќе се испржи од двете страни, ја вадиме палачинката од тавата. На ист начин ги подготвуваме сите лумпии. На првата лумпија нанесуваме од филот. Ги свиткуваме краевите кон внатрешноста. Виткаме ролат. На ист начин ги подготвуваме сите ролати. Потоа ги пржиме на поголема количина загреано масло во тава на оган. Откако ќе порубенат, ги ставаме на чинија обложена со хартија. На лист зелена салата на чинијата за сервирање ја ставаме претходно подготвената салата од кругови краставица, кисела павлака и копар. Потоа на чинијата ги сервираме филипинските лумпии. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 40 минути. Добар апетит!